Гордо простумејки, но исто длабок наклон и почит за саможртвата на одважниците, кои во војната 1941 храбро се кренаа против фашистичката окупација на Македонија, херојски прилеп достоинствено ја чествува 83-та годишнина од почетокот на народното вооружено востание. Светол, но и крвав датум од поновата, инаку многувековна бурна македонска историја, а нераскинливо поврзан со градот првоборец Прилеп, од каде во мугрите на тоа црвено октомвриско утро со нападот на градот и на бугарскиот затвор участакот од страна на прилепскиот партизански одред Гоце Делчев започна македонското вооружено востание против окупаторите и фашизмот. Овој настан е важен меѓник во борбата за самобитност и самостојност на македонскиот народ, преку кој Македонија не станала квислиншка територија, туку жешко подрачје за фашистичкиот окупатор. Тој победнички истрел кој што се случил тука во Прилеп на 11 октомври 1941 година не бил само символичен чин. Напротив, тоа било едно автентично сведоштво на определбата на македонскиот народ да се истрае на балканската ветрометина и од почетокот на борбата, па се до победата над фашизмот на 9 мај 1945 година да биде на страната на антихитлеровската коалиција. Прилеп, градот Херој, гордо стои како споменик на непокорот, храброста и борбата за слобода. 83 години од почетокот на отпорот, односно почетокот на борбата против фашистичката окупација во Македонија, го покажува духот на нашиот народ. Духот кој што ни остава една традиција да се надградуваме, односно секогаш да со сплотеност и сложност да можеме да се спротивставиме на сите предизвици кои што ја затекна нашата Македонија. Нашата обврска е да продолжиме да градиме традицијата и да ги одржуваме сите и добрососедски односи и нормално и да зачуваме нашата Република Македонија. Пред моштите нападнатите борци во алејата на могилата на непобедените во Прилеп денеска за прв пат се поклонија и членови на известни антифашистички здруженија од Србија, Хрватска и Словенија. Дојдовме денеска овде за заедно со вас да го отпразнуваме вашиот празник, да ве поздравиме и да ви ги пренесеме нашите темелни цели, а тоа е пред се трајното наследство кое што сме го наследиле од минатите времиња во борбата против фашизмот. Мислам дека би требало многу повеќе да соработуваме. Нашите антифашистички организации од нашите 6 републики би требало многу повеќе да соработуваат. Најдобар пример е еве нашата соработка со нашите колеги од Словенија и Истра. Ние имаме заеднички корени и заедно сме се бореле за оваа крвава слобода која денес сите ја уживаме. Инаку Прилеп во текот на народно-ослободителната борба учествувал со 8000 активни борци и со околу 650 жртви. Од нив 154 се носители на партизанска споменица, а 15 се прогласени за народни херои, заради што во 1975 година тогашниот маршал Јосип Броз Тито на Прилеп му го доделува орденот за град народен херој.